Новата учебна година започна, а општина Кочани се уште и должи пари на компанијата што во изминатите години го извршуваше бесплатниот превоз на учениците. До пред почетокот на годишните одмори, долгот изнесуваше околу 30 милиони денари, а неплатените обврски по тој основ и понатаму остануваат сериозен проблем за општинскиот буџет. Од локалната администрација велат дека нерасчистените сметки кон давателот на услугата се провлекуваат во изминатите 2 учебни години, а според буџетските планирања требало годишно да се издвојуваат по околу 9 милиони денари. Сепак, обврската не е реализирана до крај, па долгот пораснал, а првиот човек на општината вели дека се бара ефикасно решение за негово намалување. Ние, како општина, и понатаму ќе продолжиме заедно со раководителите и директорите на основните и на средните училишта да тоа го решаваме. Имаме одредени заостатоци како општина, меѓутоа заеднички реков ние, заедно со владата, со советот на општината ќе настојуваме да го решиме. Според законските одредби, локалната самоуправа има обврска да обезбеди организиран бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2,5 км од училиштето, а трошоците за услугата се покриваат од средствата планирани за таа намена во буџетот. Освен долгот за бесплатниот превоз, на почетокот на новата учебна година проблеми има и со снабдувањето со огревно дрво. Тендерот за огревно дрво првиот пропадна бидејќи никој не се јави. Во понатамошни консултации со операторите кои што ги имаме, акционерското друштво Македонски шуми, очекуваме дека тие ќе се пријават и дека ќе имаме вториот пат ќе биде успешен. Во спротивно ќе тражиме поединечно решение за секој од училиштата. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, како и да биде, нашите училници ќе бидат затоплени и учениците ќе ги имаат сите услови кои што им се потребни за нормално одвивање на наставата. Според планирањата, за престојната грејна сезона ќе се потрошат над 620.000 денари, со кои треба да се набават околу 250 метри кубни огревно дрво, од кои најмногу 100 метри кубни за потребите на средното општинско училиште Гошо Викентиев, 92 за основното училиште Никола Карев и 40 метри кубни за основното училиште Свети Кирил и Методи. Во истата тендерска постапка е вклучена и набавката на буково дрво за огрев за потребите на територијалната противпожарна единица, за која се наменети 17 метри кубни. Пријавувањето на заинтересираните понудувачи по повторениот тендер е до 3 септември, а избраниот оператор треба да ја заврши испораката до средината на октомври.